Добро дојдовте во урбаните вести. Децата без родители и родителска грижа до 3 годишна возраст, кои се сместени во големи згрижувачки институции, имаат помали шанси да се развијат нормално и психички и физички. Затоа се прават заложби до 2020 година да се стави крај на ваквото згрижување, односно негова замена со згрижување во згрижувачи и згрижувачки семејства, односно форми најблиску до природното семејство. Ова беше денешната прва информација за почеток на урбаните вести, а веднаш продолжуваме со вестите по генералната најава. Временно ќе се згрижуваат лицата кои живеат под кале. Од утре до 24 ноември, недела на ХИВ тестирање. 5 деца од градинката Урце Николов фатиле коксаки вирус. Владата го усвои предлог законот за зголемување на акцизата на нафтата. Лицата кои подолго време живеат во импровизирани живеалишта под кале ќе бидат временно згрижени, со што ќе им се овозможи да имаат адекватни услови за престој, а при тоа ќе добијат различни форми и содржини на работа за стекнување на животни и работни вештини, со цел да бидат оспособени за самостојно живење и интеграција во социјалната средина. Министерството за труд и социјална политика преку меѓуопштинскиот центар за социјална работа временно ќе ги згрижи лицата кои живеат под кале. Одлуката за временно згрижување на овие лица ја донела владата откако на вчерашната седница ја разгледала информацијата за утврдување на мерки за временно згрижување на затекнатите лица под кале. Владата го задолжи Министерството за труд и социјална политика да обезбеди задолжително вклучување на сите сместени лица во програмата за поддржано живење, преку која на сместените лица ќе им се помогне да добијат адекватни услови за престој, различни форми и содржини на работа за стекнување на животни и работни вештини, со цел да бидат оспособени за самостојно живење и интеграција во социјалната средина, информира владината прес-служба. Владата на седницата ја разгледала и информацијата за модели за подобрување на функционирањето на проектот Отворање на народни кујни и го задолжила Министерството за труд и социјална политика да ги продолжи активностите за подобрување на состојбата за добивање на топол оброк за најранливите категории на граѓани и редовно да ја информира за овие мерки. На седницата биле усвоени измени и дополнувања на Законот за пензиско и инвалидско осигурување, со кој се врши и допрецизирање на одредбите од член 61 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување, кои се однесуваат на остварување право на семејна пензија за дете инвалид. ХИРА по четврти пат ја одбележува Европската недела на тестирање за ХИВ, која годинава трае од 17 до 24 ноември. И за таа цел ги повикуваат граѓаните кои не го знаат својот ХИВ статус да направат ХИВ тестирање кое е бесплатно во центрите за тестирање, кои оваа недела ќе работат со продолжено работно време. Од ХЕРА информираат дека во Македонија има 338 регистрирани ХИВ случаи, од кои 190 се на терапија. По повод Европската недела на тестирање за ХИВ, која почнува утре и ќе трае до 24 ноември, од ХЕРА, Асоциација за здравствена едукација и истражувања, порачуваат граѓаните кои не го знаат својот ХИВ статус да направат ХИВ тест во најблиските центри за тестирање, кое е бесплатно, доброволно и доверливо, а резултатите ќе ги добијат за помалку од 30 минути и истите се загарантирани. Светлана Војновска од ХЕРА истакна дека целта на Европската недела за ХИВ е подигнување на свеста за придобивките од ХИВ тестирањето и потикнување и мотивирање поголем број граѓани да го направат и да го дознаат својот ХИВ статус, затоа што лицата кои живеат со ХИВ и навремено се диагностицирани и веднаш почнат со антиретровирусна терапија, живеат долг и квалитетен живот и можат да планираат безбедно родителство без ризик од пренос на ХИВ. Таа истакна дека во Македонија во моментов регистрирани се 338 случаи со ХИВ, од кои 190 се на терапија. Поводот за денешната пресконференција е да го најавиме отпочнувањето на Европската недела на ХИВ тестирање, која ХЕРА организира по четврти пат и ќе трае во периодот од 17 до 24 ноември. Официјална информација со која што ние располагаме е дека до јули 2017 бројот на регистрирани ХИВ случаи е 338, 190 од овие лица се на антиретровирусна терапија. Ги очекуваме најновите податоци нели околу 1 декември од Институтот за јавно здравје како нели референтна институција за оваа тема.
Војо Иванов од Хера истакна дека во текот на Европската недела Младинскиот центар Сакам да знам наводно ќе работи со продолжено работно време, а информации може да се добијат и на мобилната апликација HIV тест. Од утре нашиот Младински центар наводно ќе работи со продолжено работно време од 15 до 21 часот и се така нели до 24 со тоа што нели секој кој што смета дека треба да го направи овој тест нека повели, нека си закаже можеби и на нашата веб страна, нека ни пише мејл www.hera.org.mk или на нашите телефони повторно лесно ќе ги најдат на нашиот сајт и по 24 останува нашиот младински сервис да си работи. Секој оној кој што можеби се осеќа, се чувствува дека направил некаков ризик, доколку пак не знае тоа како да го процени, нека повели на Google Play. Може да се симне бесплатна Google Play апликација која е нели со Hera.org и подоцна може да направи проценка на своето ризично однесување и да го одреди дали е вистинското време за да го направи тестот и секако потоа да повели во нашите центри каде да нели потсетам и потенцирам е бесплатно и доверливо. Општина Карпош информира дека во градинката Урце Николов се појавил вирус Коксаки тип А, пошто направен е увид од страна на санитарната инспекција. Констатирано е дека не станува збор за алармантна состојба и дека се испочитувани сите мерки пропишани со протокол за одржување на санитарно-хигиенска состојба. Деновиве во клонот на градинката Урце Николов во Карпош 2 е регистрирана појава на вироза предизвикана од Коксаки тип А вирусот. Вирозата за прв пат е констатирана во понеделникот кај две дечиња од јасли на возраст од 0 до 8 месеци, а во вторникот се пријавени уште 3 случаеви кај две деца од јасли и едно во групата до 3 години, додека вчера и денеска нема појава на ниту еден случај со ваква вироза, информираат од општина Карпош. Од страна на општина Карпош и директорката на градинката веднаш е информиран Центарот за јавно здравје, пошто стручен тим како и санитарната инспекција направиле увид и записник. Констатирано е дека не станува збор за алармантна состојба и дека се испочитувани сите мерки пропишани со протокол за одржување на санитарно-хигиенска состојба. По увидот постапено е по сите додадени упатства, односно преземени се сите мерки за целосна дезинфекција на објектот, детската градинка, велат од градинката, и додаваат дека превентивно биле повлечени и децата од групата јасли, меѓутоа нивното згрижување и натаму продолжува без никаков проблем. Увид во градинката направил и градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев, заедно со својот тим и стручни лица од општината и градинката. Забележано е зголемување на бројот на патници на двата македонски аеродрома. Како најзастапени дестинации според бројот на патници и понатаму остануваат Истанбул, Цирих, Виена, Базел и Малме. На двата аеродроми во Република Македонија забележан е рекорден број на превезени патници. Од месец јануари до месец октомври 2017 година, вкупниот број на превезени патници од аеродромите Александар Велики, Скопје и Свети Апостол Павле Охрид изнесува 1.731.098, што представува зголемување за 12,8% во однос на истиот период претходната година, кога бројот на патници изнесуваше 1.534.591. Само во месец октомври 2017 година од двата аеродроми во Република Македонија превезени се вкупно 184.393 патници. Споредено со 2016 година, кога во текот на истиот месец се регистрирани 151.877 патници, забележан е раст од 21,4%. На аеродромот Александар Велики бројот на патници за периодот јануари-октомври 2017 година изнесува 1.582.989 или зголемување од 12,8%, споредено со истиот период во 2016 година, кога се регистрирани 1.403.902 патника. Исто така забележан е раст од 13,3% на бројот на патници на аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид. Од месец јануари заклучно со месец октомври оваа година регистрирани се 148.109 патници, споредено со 130.689 патници превезени во текот на истиот период 2016 година. Како најзастапени дестинации според бројот на патници и понатаму остануваат Истанбул со 12,4%, Цирих со 8,7%, Виена со 6,7%, Базел со 5,2% и Малме со 4,6%, соопшти Министерството за транспорт и врски.
Книжевно пладне посветено на Лилјана Пандева се одржа денеска во градската библиотека Браќа Миладиновци. Пандева е добитник на наградата Стале Попов за најдобра прозна книга што ја доделува Друштвото на писателите на Македонија за 2016 година. Наградата ја доби за романот Доилката. Градската библиотека Браќа Миладиновци Скопје организираше книжевно пладне посветено на Лилјана Пандева. Добитник на наградата Стале Попов за најдобра прозна книга што ја доделува Друштвото на писателите на Македонија за 2016 година. Пандева ја доби наградата за романот Доилката. За нејзиното творештво зборуваше Гоце Ристовски. Како што информираше авторката Лилјана Пандева, романот најде на одличен одзив кај македонската читателска публика, а доказ за тоа ќе биде и второто издание што наскоро ќе излезе од печат. Романот ја самата си го нарекувам љубовна приказна со историска заднина, затоа што станува збор за, односно дејството се случува во 7 век и ја обработува една од последните опсади на Солун, еден од последните напади на словенските племиња во околината на Солун. Ликот, главниот пребод на вистина постоел како кнез, Доилката, која што во историјата постоела како жената на толкувачот, и таа значи на вистина постоела, така што на некој начин јас интервенирав во историјата, направив литерарна интервенција во историјата и од тоа излезе еден роман кој што јас го нареков Доилката. Литературниот критичар Славе Ѓорго Димовски за романот пишува: роман кој од првата до последната страница ве обзема со раскошна леснотија на читањето, бидејќи приказната што ни ја раскажува Лилјана Пандева, иако ставена во историски рамки и открива непознати детали од македонската историја, е возбудлива, полнокрвна, поетична. Лилјана Пандева е родена во 1964 година. Таа е дипломиран професор по литература и македонски јазик и магистар по филолошки науки. Пишува проза и поезија, автор е на драмолетите за деца Новогодишни едночинки, романите од Агендата на Калина Калин, Возовите на Луцерн и Доилката, на книгата Раскази, канцелариски колумни и поетската книга Љубов од Адоша и обратно. Во рамки на балканската турнеја, на која легендата на птицата Симург ќе биде изведена во Солун, Тирана, Сараево, Белград, Загреб, Букурешт и Софија. Во понеделник ќе биде изведен мюзиклот Легендата на птицата Симург и во Македонија. Мюзиклот Легендата на птицата Симург, во кој учествуваат 45 уметници, членови на хорот, на оркестарот и на танцовата група при ТРТ, Турската државна радиотелевизија, в понеделник ќе биде изведен во домот на Арама. Настапот во Скопје е во рамки на балканската турнеја, на која Легендата на птицата Симург ќе биде изведена во Солун, Тирана, Сараево, Белград, Загреб, Букурешт и во Софија. Балканската турнеја е организирана под покровителство на председателството на Турција и е поддржана од владата на Турција, ресорните министерства, државната телевизија ТРТ, како и бројни институции од областа на културата. Легендата на птицата Симург представува музичко патување со разнообразни музички, танцови и сценски елементи, оригинална кореографија и визуелни уметности, со цел да се истакнат белезите на турската цивилизација низ историјата до денес. Мюзиклот е средба на традиционалната турска музика, која ги опфаќа песните испеани во палатите, народните песни од селата, духовните илахии од текињата, средба со автентичните фолклорни танцови и ритуали, средба со литературата и со историјата, се до уметноста на современите технологии. Легендата на птицата Симург досега е изведуван 10 пати од премиерата која се одржа на 6 мај 2016 година во Конгресниот центар Халич. Почетокот е во 20 часот, а влизот е бесплатен. Владата на Република Македонија одлучи да го усвои предлог законот за зголемување на акцизата на дизел горивото за 3 денари. Како што беше претходно соопштено, зголемувањето на акцизата се предлага од 1 јануари 2018 година, а очекуваниот ефект во буџетот за наредната година е 1,6 милијарди денари.
Владата на седница го усвои предлог законот за изменување и дополнување на законот за акцизите, со кој се предлага зголемување на висината на акцизата на дизел горивото кое се користи како погонско гориво и на екстра лесното масло за домаќинства што се користи како гориво за грејење за 3 денари. Како што претходно беше соопштено, зголемувањето на акцизата се предлага од 1 јануари 2018 година, а очекуваниот ефект во буџетот за наредната година е 1,6 милиарди динари. Зголемувањето на акцизата на нафта владата го предлага како соодветна измена на даночната регулатива. При тоа ефектите од оваа мерка се зголемување на буџетските приходи, усогласување со европските стандарди и регулативите на Европската унија, како и заштита на животната средина, односно намалување на загадувањето. Ефектот од зголемување на акцизата на нафтата соодветно е изразен и во очекуваното зголемување на приходите од ДДВ за околу 350 милиони динари, што е проектирано во предлог буџетот за 2018 година. Жан Митрев клиник ранува до рамо со светски и престижните болници, по основ на безбедно здравство и стручен лекарски тим. Потврда за тоа е и добиениот златен печат од Joint Commission International. Жан Митрев клиник го доби златниот печат за квалитет и безбедност од JCI и со тоа стана првата болница која за неполна година влезе во семејството на најпрестижната организација за акредитација на болници во целиот свет, Joint Commission International. Со ова потврдуваме дека Жан Митрев клиник е болница која е акредитирана по американски стандарди за безбедност на пациентите од лекарска грешка и интрахоспитални инфекции. Доказ за континуираната квалитетна и ефикасна услуга за пациентите од земјава и странство, исполнувајќи ги строго воспоставените критериуми од оваа организација. Ние потврдуваме дека се грижиме и за нашите вработени. Овозможуваме сигурна работна средина за секој од нив кој е посветен на тимската работа. Тоа е додадена вредност при обезбедување на квалитетна и безбедна медицинска грижа за секој пациент, велат од болницата Филип II. Изградба на училишта и градинки се дел од проектите кои ќе ги реализира општина Бутел во следниот период. Интервјуто со градоначалникот Велимир Смилевски го правеше колишката Андријана Стојчевски. Гостин во урбаните вести е градоначалникот на општина Бутел, господинот Велимир Смилевски. Градоначалник, добро дојдовте во студиото на МТМ. Подобро да ве најдам. Благодарам. Најпрво да ви честитам за победата и се надевам дека до крајот на вашиот мандат ќе оправдате довербата на жителите од општина Бутел. Тоа со сигурност. Дека ќе ја оправдам и мислам дека многу повеќе од она што очекува ќе направим. Така. Како се почувствувавте, еве неодамна нели дојдовте на функцијата како градоначалник, како се почувствувавте кога дојдовте првиот ден на функција? Па првично беше еуфорично, но со текот на сатите веќе свативме дека работата е сериозна и дека треба сериозно да ги сватиме сите работи, затоа што голема е врската према народот. Така. Дали ќе ги довршите започнатите проекти кои што се нели започнати од претходното раководство? Се разбира, се што е добро и ќе го довршиме и ќе го надградиме и ќе кажеме кој го има направено. Според вас, дали се потребни некои измени во работењето на функционирањето на општина Бутел? Па да, како што и кажувавме за време на изборите, општина Бутел ќе биде отворена општина. Општина каде што секој граѓанин ќе може да си побара се она што му следи, се она што треба да се направи. Општина каде што секој ќе си го најде своето место и ќе можеме да напредуваме понатаму. Така, се ближи крајот на 2017 година. Кои проекти се предвидени да се отпочнат еве до крајот на годината? Па веќе до секторот урбанизам дадовме и неколку обврски да се почнат проекти околу изградба на канализација, околу изградба на водовод, околу изградба на улици кои што треба да се асфалтираат и мислам дека за брзо време до крајот на месецот ќе имаме една јасна слика што во наредната година ќе треба да направиме. Мојата идеја е да се направи еден акционен план кој што ќе биде и за подолгорочно, значи за сите 4 години, да знаеме што се насите обврски во општината Бутел. Се разбира дека гасификацијата, парното и најголемиот проблем што го имаме во Бутел ќе го решиме, тоа е значи
здравствениот дом, или ајде се надеваме дека ќе биде здравствен дом, затоа што поликлиниката во првата фаза не е многу важна. Така. Во вашата изборна програма има повеќе проекти, нели поголем број на проекти во текот на вашиот мандат што ќе треба да се реализираат, меѓутоа ајде еве да ги кажеме проектите кои што ќе се реализираат во текот на 2018 година, односно следната година. Да ги запознаеме повеќе жителите на општина Бутел. Па се надевам дека тие се големи проекти, ако не бидат за првата година, ќе биде значи во почетокот на втората година. Тоа е, како што кажав, поликлиниката во нашата општина, која што ја немаме. Воведување на гасификација во првата фаза, значи во оние места каде што имаме услови тоа да го направиме, значи зборам за првата година. Имаме почеток на едно многу важно стратешко решение околу топлификацијата, носење од железара топлинска вода. Имаме во селото Љубанци, Љуботен и селото Раштак со една меѓуопштинска организација која што ние ќе бидеме носители да донесеме вода во овие три села. Изградба на едно училиште во Визбегово кое што е од огромно значење како за населението, така и за општината. Се ударните проекти кои што треба да ни бидат носители за наредната година, додека пак оние основни работи околу осветлување, поставање на светла, асфалтирање, поставување на тротоари, бидејќи мислам дека многу малце тротоари имаме, ќе бидат оние што уште во првите месеци, ако даде временските услови, направени за да може луѓето безбедно да стигнуваат до своите домови. Така. Ајде еве да ги анализираме проектите или да ги образложиме проектите кои што ќе се прават во делот на инфраструктурата. Многу тешко. Значи тоа е горливо прашање на Бутел. Како што кажувавме и за време на сите средби и се она што се случуваше, Бутел има проблем од Радишани до Бутел 2. Со канализацијата, атмосферската канализација, можам да кажам и дека ја нема, само ја има на главните улици, каде што се она што ќе дојде од споредните сервисни улици се поплавува во главната улица и долните куќи кои што се во долниот дел или во крајот на уличката, скоро 90% се поплавуваат, бидејќи атмосферската канализација или ја нема, или е препона со прљаштини. Така да тоа ќе не биде приоритетот, како што прашавте, за да може атмосферската канализација да ја пробиеме и да ја поставиме во општина Бутел. Тоа ќе биде голем проект. Така. Пред општинската зграда и амбулантата во општина Бутел секојдневно може да се забележи нели локални пазарџии кои што се паркирани и ги продаваат своите производи. Пред минатата недела, односно, имавте средба со дел од нив. Претпоставувам дека се договоривте нешто, меѓутоа еве ќе ни кажете ви поконкретно за што станува збор, како ќе го решите овој проблем? Па добро, проблемот ќе го решиме обострано, затоа што и они се свесни дека тука сметат. Тоа е една лоша слика за Бутел, слика која што сум сигурен дека во наредниот период нема да остане таква. Се договоривме дека до крајот на месецот ќе си ги продадат своите земјоделски производи и веќе од почетокот на првиот месец нема да има ни еден пазарчија кој што е див, вклучувајќи го и пазарџиите околу пазарот спроти општината, таму малце потешко бидејќи се многу повеќе луѓе со помали производи. Но мислам дека ќе имаме разбирање. Јас како градоначелник си преземав поврска да им понудам на пазарџиите кои што работат на големо две опции кои што договорно ќе се договориме и нивните возила ќе ги паркираат на тие места. Со тоа мислам дека ќе ги исполниме и нашите и нивните обврски. Така, одлично. Во делот на образованието, што е она што ќе го направите? Ќе има ли нови градинки? Спомнавте ќе се гради училиште во Визбегово. Што друго ќе се случува? Па и да почнам одгоре. Имавме веќе состанок со директорите, јас им ја покажав, им ја презентирав мојата програма. Мислам дека иако се од другата страна избрани, мислам дека најдоа на разбирање и еден вид радост од нивна страна, затоа што училиштата кои што работат ќе ги подсредиме. Во селото Љубанци сакаме да отвориме една дечја градинка која што ќе биде со некои си 3 училници. Во селото Љуботен ќе изградиме едно мало училиште во долниот дел кој што ќе има околу 300 деца, значи бројката не е мала, околу 200 до 300 деца, бидејќи тие деца патуваат негде околу
3 до 4 километри на зимно време по на горнина или по на долнина на неасфалтирани патови, така да приоритетот околу образованието ќе ни биде во првата фаза изградба на мало училиште, потоа во горниот дел изградба на една сала и изградба на комплет училиште после со градинка, додека пак во местноста Расадник сакаме да изградиме една мала градинка исто како што веќе ќе има и во Љубанци. Во училиштето Климент Охридски ќе отвориме исто така мала градинка заради тоа што тука гравитираат многу деца. Во Визбегово покрај училиштето ќе отвориме и една мала градинка која што ќе ги задоволува потребите на горниот дел од селото, тоа граѓаните на улица број 3, додека пак старото училиште кое што во моментот учат многу малце дечиња, ќе ја преправиме во градинка и таа ќе не биде втората градинка во Визбегово. Мислам дека со ова, ако успееме во првите 3 години ќе бидеме премногу задоволни, но јас сум поголем оптимиста за година и пол дека ќе ги завршиме овие проекти затоа што се реални и од потреба на граѓаните. Така, одлично. Општина Бутел има индустријски зони. Имате ли планови за нови странски или домашни инвеститори? Сигурно дека ќе бараме инвеститори, но сите знаеме какви се нашите закони. Сега во моментот и странските и домашните и странските инвеститори, стопанственици се пред предизвикот, значи исти, нема разлика какви ќе бидат, но ние како општина ќе понудиме една можност за инвеститорите да дојдат во нашата општина, со тоа да им изградиме добра инфраструктура, со местоположбата на нашата општина, мислам дека ќе привлечеме многу инвеститори кои што ќе сакаат во наредниот период да градат. Инаку званично во Бутел има 2 индустријски зони. Едната е големата во Визбегово и која што е најголема во Република Македонија, и другата е индустријска зона во Расадник, кој што е многу мала индустријска зона и таа ќе биде лесно загадувачка индустрија која што може да се каже само ќе бидат сервиси или некои производства кои што нема да имат никакво загадување. Со тоа мислам дека ќе ги задоволиме сите потреби во општината Бутел околу индустријските зони и ќе се префрлиме во другиот дел, оној дел кој што мислам дека ќе успееме како општина да донесеме инвеститори кои што сакаат да изградат трговски центри кои што ќе бидат во малце поголем обем од оние кои што ги имаме во населбите. Така да тоа ќе остане како една енигма до гледачите и на наредната средба малце повеќе ќе ги отвориме картите за да видат дека во Бутел има визија за Бутел живот, како што во изминатиот период. Така. Во делот на покрупните зафати што треба да се реализираат до крајот на вашиот мандат, еве спомнавте дека ќе градите нови градинки, училишта, трговски центри, што друго е предвидено за следните 4 години? За вторите 4? Така, ако збориме за вторите 4, се надевам дека ќе бидат граѓаните задоволни. Најпред и јас ќе бидам задоволен за тоа што тие што ме познаваат, јас сум и самокритичен и за себе. Сакам секогаш да ги завршам работите, сигурен сум дека ќе ги завршам, но за Бутел имам една убава визија каде што сакам од надвожњакот од наше дете да направам еден тунел до трианглата кој што се наоѓа во Бутел 1, стара или викана Коцка и делот кој иде према Бутел станицата или населбата Радишани. Горниот дел ќе биде еден прекрасен парк каде што секој ќе може да си го најде своето катче. Имаме визии, имаме многу интересни работи, покрај реката Серава се надевам дека ќе изградиме на трим патека, па покрај незе ќе имаме и едно убаво катче каде што секој ќе може да се рекреира. Во Визбегово рачунаме дека ќе направиме една прекрасна атракција атракција ќе биде не само во Република Македонија, туку во Југоисточен Балкан, која што ќе биде мапа на сите збиднувања. Тоа е аквадуктот кој што е во Визбегово. Во мојата програма често го зборев и морам да го кажам затоа што тоа ќе биде посебно место на бутелчани и се надевам на сите граѓани на Република Македонија. Така, кажавме за проектите, меѓутоа еве како ја замислувате општина Бутел после 4 години?
Срекни, насмејани лица. Да, значи сигурно дека општината ќе биде многу поразвиена, поорганизирана. Луѓето не ќе мораат да чекаат пред општината за средби или презентирање на своите идеи или проблеми кои што ги има. Сето тоа ќе го направиме поразлично. Тоа ќе биде во местните организации кои што ќе ги заживееме. Луѓето ќе гравитираат во местните организации, ќе може да се ги покажат таму проблемите кои што ги имаат. Се разбира дека тоа ќе биде едно убаво место каде што секој ќе си го наоѓа својот дел. Пензионерите веќе ги денеска и во петокот имавме средби, веќе сме во добра пријателска комуникација. Денеска има и една прослава која што им ја честитам, има голема победа на спортските игри. Имаме пензионерски клуб Бутел кој што целиот Бутел во наредниот период ќе се гордее. Ние како општина веќе имаме дадено една просторија, но во наредниот период малце повеќе ќе се заангажираме за потребите на пензионерите, се разбира и за сите невладини организации кои што ќе бидат носители на проекти во општината Бутел. Така. И еве уште сосема за крај, ќе ги продолжите ли да ги поддржувате и вие културните манифестации кои што се веќе започнати во општина Бутел? Да, и ќе ги надградиме, што ви рекле, ќе имаме многу повеќе, затоа што тука ќе биде местото каде што луѓето ќе се зближуваат и секој ќе си го најде своето место. Јас така гледам тие културни манифестации, иако немаме културен дом, како општина ќе тезнееме во вториот мандат да изградиме еден културен дом. Одлично. Јас ви благодарам за вечерашниот разговор. Благодарам и на вас. Имавте можност да го погледнете разговорот со градоначалникот на општина Бутел, кој што го направи нашата колешка Андријана, а продолжуваме понатаму со урбаните вести. Повеќе делови од Скопје утре ќе останат без електрична енергија поради изведување на технички зафати во дистрибутивната мрежа. Од 8:25 до 12 часот утре, без електрична енергија ќе останат дел од корисниците од улиците Багдадска и Анкарска во општина Карпош. Во периодот од 8:30 до 10 часот и 30 минути, без струја ќе бидат дел од жителите од улицата Студеничанска и корисниците од објектите во индустриската зона во Пинтија, објектите од мостот кон Драчево до станбените објекти во Пинтија, Прототип, Бато и Дивајн, Геинг, Макомаркет, сите стопански и нестопански објекти на булеварот Борис Трајковски, бензинските пумпи на патот кон Драчево, Техногума, Гоива, Гроскомерц, Магнус, Ваташа, Електроелемент и Орбико, сите во општина Кисела Вода. Без снабдување со електрична енергија од 9 до 13 часот ќе бидат корисниците од улицата Ангарска од број 10 до број 20, а од 9 до 13 часот и 30 минути дел од корисниците од улицата Хошимин, броевите 137, 139А и Б, 141, 143А и Б, 133, 135А и Б во општина Бутел. Од 7 часот и 30 минути до 9 часот без струја ќе останат дел од корисниците од улицата Пушкинова, број 6 во општина Киселавода, а од 10:30 до 12 часот и 30 минути корисниците од селата Студеничани и Морани. Во периодот од 12:30 до 14 часот и 30 минути без струја ќе бидат дел од корисниците од Драчево на стариот пат кон селото Батинци, Врапче, Љубош и Батинци, како и индустриските објекти од мостот кон Драчево кон село Батинци и сите стопански и нестопански објекти на патот кон село Батинци. Како што информира регионалниот центар за управување со кризи, прекините се поради инвестиции во електросистемот. Под влијание на циклонска активност до утре ќе преовладува облачно време со врнежи од дожд кои на повеќе места ќе бидат обилни. Во петок во југозападните делови ќе има пообилни врнежи. Од утре до сабота локално се очекува да наврнат уште над 40 литри на метар квадратен. Најмалку врнежи се очекуваат во крајните источни делови. Во сабота интензитетот на врнежите ќе се намалува, а од неделак има опаѓање на температурата и повремени врнежи од дожд, а на планините и на некои повисоки места и врнежи од снег. Повеќе детали околу временската прогноза во продолжение од МТМ Метео.
И уште една информација пред да се одјавиме. Во Домот на армијата вечерва од 20 часот концерт ќе одржи познатата џез музичарка од Турција Елиф Чаглар, која со својот квартет првпат гостува во Скопје. Концертот го организира Дирекцијата за култура и уметност Скопје во соработка со турскиот културен центар Юнус Емре и е во рамки на 18-тото издание Есенски музички свечености. Ви благодариме за вниманието. Имајте убава вечер. Довидување.